Господи Стојановска, дали ме гледате? Да, ве гледам. Така, само момент дека да разместам некои микрофони, така натаму и така натаму. Века за почеток на кратко технички информации, мислам нели да ве информирам дека веќе снимаме, ама сепак да ова е само техничко. Да ми кажете, вие сте ректор или проректор, сега не сум сигурен, јас не прочитав. Проректор. Тоа момент да си знам, да. Проректор за наука. За наука, така. Така, ако добро запишав тука, Зденка Стојановска. Да. Така. Професор. Така, професор доктор. Добро, тоа се подразбира. Стојановска. Така. Значи тоа се 3 прашања. Во суштина се однесуваат на минато сега што сте иднина. Да сакате наеднаш, сакате дел по дел, можеме да најпрво кажете ми што мислите кои се главните причини што ниту еден универзитет кај нас во Македонија не се најде на Шангајската листа? Па такво нешто и е очекувано согласно се критериумите кои што треба да се задоволат за да бидеш рангиран на Шангајската листа. Ниту еден од нашите универзитети не ги исполнува тие критериуми. Постојат повеќе такви листи за рангирање на универзитети, меѓутоа Шангајската листа е највидлива, најпрепознатлива и од тие причини е и најпрестижна, уствари, иако е неформална. Кои се клучните критериуми кои што не ги исполнуваме? Па, во принцип треба да постојат нобеловци, значи треба да има силен алумни клуб, да имат голем број на трудови објавени во часописите Science and Nature. Сега тоа е веќе висока наука која што кај нас не се практицира, што од финансиски причини, што од едноставно што ние немаме традиција за такво нешто. Така да поставувањето на таквите листи на нашите универзитети во овој момент јас сметам дека е невозможно, без разлика што нели на сите нас ни е тоа крајната цел. Меѓутоа сега во моментот главна цел би ни била уствари подигањето на рейтинзите на другите листи на нашите универзитети. И кон тој правец треба да бидеме фокусирани. Меѓутоа, подкренувањето на рейтингот на самиот универзитет вклучува многу параметри и за тоа треба систематски пристап на државно ниво. Да тргнеме од државно ниво, па после на универзитетско ниво. Ние сите сме имаме одредена автономија, но како и да е, сите ние сме врзани со Министерството за образование и наука, врзани сме со одредени буџети, а самиот буџет за наука е, речиси, и занемарлив. Така да би требало малку повеќе да се поработи на буџетите, да се зголемат буџетите, да издвојат буџети, Министерството да издвои буџети за национални проекти, да се олеснат процедурите, значи за интернационална соработка, интернационална меѓусоработка, за запишување на странски студенти, воведување на постдокторски студии. Значи сите тие сегменти би допринеле да се подобри ситуацијата. Меѓутоа, едно нешто што е пресудно и многу значајно, а тоа се младите кадри и вработувањето. Нашиве универзитети се стари универзитети, факултетите немаат подмладок, а најголемата продуктивност е всушност од младите. Ние имаме факултети каде што се по еден-двајца асистенти, на некој се по неколку, практично немаме подмладок, а подмладокот е тој кој што најмногу твори, најмногу пишува токму она што се вреднува на сите овие листи. Така, дали би можело да кажеме дека во минатото или можеби сега се прави повеќе за универзитети наши се најдат на листите меѓународни?
па не знам колку тоа минато го рачунате, колку е не знам како период, у смисол у периодов кога јас сум била студент, да речеме, пак ќе се вратам на подмладокот и на кадрите, важеа одредени критериуми кои што се почитува за одбрана на докторати, број на трудови врзани со избори. Така да сега малку во поново време тие се критериуми не се толку ригорозни. Во принцип, пред некои десетина години за избор се бараат трудови со импакт фактор, сега веќе не се обврзувачки. Доволно е со меѓународен уредувачки одбор. А од друга страна, па и тоа е врзано повторно со наука, со истражувања, значи ако вие на одреден кадар му барате труд со импакт фактор како институција, вие треба да му овозможите услови за тој вработен или тој научник да напише таков труд. Не е само едно, ајде донеси одлука, треба и да се овозможат услови. Така да тие многу работи треба да се потребен е систематски пристап едноставно, од повеќе сегменти и да се разгледуваат работите. И ова е нешто што не се прави од денес за утре, туку е еден пристап на кој што треба кој што ќе трае подолго време. Така, но вие сепак јас колку што можев да разберам, очекувате, имате надеж дека во иднина ќе се најдат нашите универзитети на меѓународните листи? Да, нас не има, наши универзитети ги има на други листи. На шангајската за жал не нема, меѓутоа јас сум ентузијаст и би сакала такво нешто, бидејќи тоа ни е нели главната цел и полека да се доближуваме кон повисоки рейтинзи. Меѓутоа повторувам, ако немаме систематски пристап за вработување на нови кадри, на нови подмладоци, опремување на универзитети со опрема, такво нешто само желба ќе ни остане, ништо друго. Така. Професор, јас ви благодарам за одвоеното време. Тука сега ќе застанам со снимање.